Никотинот, алкохолизмот и наркоманијата се трите главни пороци и зависности со кои се соочуваат младите. За жал, оваа бројка кај младата популација е во постојан пораст. Како еден од начините за едукација и превенција од овие зависности и по повод месецот на борба против зависностите, Црвениот крст од Прилеп вечерва во градската библиотека Борка Талески организираше предавање на тема превенција и информации со болестите на зависност. Целта на трибината беше едукација и запознавање на младите, како да ги превенираат овие болести. Предавачи на трибината беа членови од Црвениот крст, лекари и представници од ПС Прилеп. Според организаторите, главната едукација за спречување на овие зависности требало да започне уште од најрана возраст во семејството. Па во моментот се во пораст, значи обично болестите на зависност најмногу како болест на зависност се смета кафето, некаде 80% зависници од кофеин, меѓутоа 60% алкохолизам и 50% значи никотин. Точни податоци во однос на зависностите од дроги во моментов не можам да ви кажам, меѓутоа сепак бројот на наркозависниците се зголемува. Нашата порака во сушност е да ги сватат опасностите кои што демнеат од овие супстанции, од никотинот, алкохолот и дрогата, од различни врсти на дрога, како и да имаат точни информации за она што може понатаму да се случи, која е нивната превенција и од каде таа превенција да почне. Дека всушност треба да почне во рамките на самото семејство од најраната возраст и да продолжи во текот на образованието, па се до најстарата возраст. Според членовите на Црвениот крст, главна превенција од болестите на зависност е нашиот систем на вредности и поддршката која ја добиваме од семејството и околината во која живееме и действуваме како индивидуи. Превенција нема да не се бројките, не се едукациите која супстанца какви зависности прави. Превенција е пред се нашиот систем на вредности, систем на поддршка, почнувајќи од семејството, социјалната околина, општествено-економските услови во кои што ние обстојуваме, односно тоа е менталното здравје. Како ние, како индивидуи, функционираме на ниво на семејство и како сето тоа да можеме да го имплементираме понатаму, се во интерес на јакнење на единката, на самодовербата, на самоприфаќањето на една здрава единка. Исто така, според Црвениот крст, потребна била поголема ангажираност на државата и отворање на поголем број на советувалишта за лечење на зависности, кои што за жал во Прилеп воопшто и ги нема. Посебно кога зборуваме за општина Прилеп, потребно е повеќе советувалишта. Прво, разговор во рамките на самото семејство, во рамките на самата социјална група, например пријатели, да можат отворено да разговараат, доверба меѓу себе, понатаму институционално подобрување во однос на отворање на баш такви советувалишта каде што ќе можат да се информираат младите и да се едуцираат како да се справат со сите тие небитнини кои што се случуваат во секојдневието. А од друга страна пак имаме и потреба, барем во нашава општество, и институционално овозможување на тие веќе кои што се навлезени во овие болести, како што е, например, клубот на алкохоличари, каде што сепак тие најдуваат некој начин како самите меѓу себе да си помагаат, како врсничка едукација, пиер едукација, а од друга страна, кога зборуваме па баш за зависнициве на дрога и други психоактивни супстанци, кај нас нема се уште ниту метадонски, ниту било каков центар за лекување, така да тоа е од неопходна потреба. Би можела и тоа нешто да го назначам како многу значајно за нашава општина. Инак утре е 1 декември, меѓународниот ден на борба против сидата. И според експертите, токму ваквите едукации за превенцијата од интравенско користење на исти игли кај зависниците од дрога придонесло до намалување на бројот на заболени од сида, што било показател дека овие едукации и трибини за зависности и тоа како му се потребни на младите во денешно време.